Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 3, епизода број 76. Здраво и добро дојдовте уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене мојот човек Трајче Екейт Активити. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надам дека сте добро. Ова лево од Дарко е нашиот човек Грицки на Јубавиот, кој што ни денес гостува во Пандамониум радио шоу и HQ-то, не збори, али е многу мил. И е многу паметен. Најпаметен. И онака не мрда, срце од куче, си го сакаме најмногу. Така да шараут Грицки, види колку чудно не гледа, што се дешава овде. Ше му е чудно, ама нема врска, он најчесто иде на работа вака, Да. преку нерала, преку ден. Али денес 9 to 5 црнец. денеска има day off, па мораше некој да го чува и имаме целодневна дружба со него. Тоа спаѓа и снимање на Пандамониум радио шоу. Ферски. Ајде, добро, имаме са една панда до мене, Грицки е тука, Трајче е тука, сите сме тука, пуна куќа поста. Четири животни. Имаме добра дружба и као што е времето убаво надвор, више не фаќа на пролетна атмосфера, позитивна, не ги сваќаме работите толку сериозно, многу повесели и посвежи доаѓаме на снимање, Факт. барем ја кажам јас за сам себе, бидејќи јас доаѓам кај тебе на гости, за разлика од претходните години. Дефинитивно. И кај мене е така, мислам дека сега многу веќе енергијата на друго ниво, ме разбираш, сабајле кога ќе се разбудиш, сонце кога ќе те пукне онака у очи, нема поубаво чувство. Многу мразам зима заради тоа, го мразам тоа сивилото, иако го сакам ладното, го мразам сивилото и сега на пример сум у прав момент. Иако ме прашаш кој ми е умилено време, мислам дека ова време кај што е преодното помеѓу пролет и зима и есен и лето ми се најомилени онака, каде што можеш и јакна да облечеш, ама надвора сончево не е жешко, ама е сончево и е топло. Преубаво и мислам дека сега сме ептен погод за разлика од претходната недела кај што беше грч ладно онака и чне ми се искачаше од дома. Сега ми е преубаво, сакам да сум надвор, онака викендов го искористив, прошетав низ парк едно друго. Мораше малце. Брати, јас викендов многу чудно за мене, онака излегов и пешачев низ Скопје. Исто. Ми требаше тоа, бидејќи онака сватив дека сакав да трчам, немаше да трчам, немав сила после викенд, после газење, после пуштање музика. Али онака си викам да идам на пешача малци, последните 2-3 дена нон стоп идам по партизанска напред назад, дали сам, дали со Гриц, музика, слушалки, дали зборење на телефон или нешто слушање подкаст и да се фатат сончеви зраци, да се фати убав воздух и да Мора. онака брат да се земе таа енергија што ни ја дава природата, бидејќи заглавени сме на телефони, на компјутери по цело време и долго време. Не беше долго време зима, ама имаше се погоди периодов за мене лично конкретно од декември, јануари, почетокот на февруари, така малце по да речеме дома. Да, исто и мене, исто и мене. Компјутер, многу обврски други ствари и време е да се дае онака малце сами на себе да си даеме нешто што апсолутно. Не беше толку дека као искрено не имавме некоја зима, немаше снегови, немаше ништо од тоа, немаше премногу дождливи денови, али мислам дека као од самиот на обврски што ги имаме, како работиме и како живееме, мислам дека онака стварно се затвори в периодов и сега сакам да го сменам тоа. Викендов го искористив, малце шетав. Онака како после долго време ми се роди желба и као ај чека ќе идам, ќе прошетам низ парк, да видам што се дешава, да видам луѓе онака и стварно имаше премногу луѓе и саботата и неделата бев преубаво си поминав. Али да се навратиме малце уште неколку дена назад, пред сето тоа. Сакам да се навратиме од рикепот, да опфатиме и да почнеме од четвртокот, бидејќи таму застанавме на претходната епизода. И да направиме еден мал рикеп на 2000s, на журката која што се деси во станица. Spicy 2000. Spicy 2000s, да, и да позборуваме. Прво ќе те прашам тебе, бидејќи ти беше хостот таа вечер, вие бевте организатори, вие сте резиденти таму. Кажи ми кои се твоите импресии од сето тоа, ти како си помина. И после ќе збориме општо и генерално за како си пројдовме и што правев. Брат, со оглед на тоа дека идејата беше онака у фиока што се вика 2-3 години, многу бев среќен што конечно дојде време да се испуни. Дававме онака се од себе за промоција на самата журка, таа една недела и мислам дека добивме одличен фидбек од публиката и фала ви на сите што дојдовте и што бевте возбудени исто колку и ние што бевме возбудени
за самата таа журка, знаеше сам дека ја и ти ја зборевме поише време, зборевме музика, зборевме кој што ќе носи, што ќе се дешава и слично, и ја можам да кажам дека за мене, као мене ми ги надмина очекувањата самиот настан. Пред се поради тоа што многу луѓе го почитуваат дрес кодот, дојдоа облечени како што требаше бидат облечени, дојдоа со желба да ја слушаат таа музика, спремни, значи дали се слушаат нонстоп таква музика или се спремале како ние двајца што се спремавме. Така. Нерала 2-3 претходно со тие песни направивме, јас и ти плейлисти, ги шернавме тие плейлисти. Мислам дека и тие има до негде ефект кај луѓето, бидејќи баш ги потсетивме на некои песни што се надевам, да. Има заборавено. Јас се потсетив исто така. Твојата искрено многу. Исто така, исто ја влегов длабоко у Spicy Thursday 2000. Имаше многу различни ствари. Ја тоа само ќе кажам, дека имаше како од се и се што по нешто имаш. Истото важи за самиот настан и музиката која пуштавме многу музика, се испуштаа многу ствари, а уште толку ствари не се испуштија. Тоа само кажува колку е плодна таа декада, посебно за клубски, за парти бенгери, кои се станати како класици не само во Америка, туку на секаде во светот, посебно во Македонија. Што можеби тоа беше лоша страна кога ние почнувавме да пуштаме музика, дека бевме затруени со таа музика цело време, секој викенд истото. Overplayed беше, да. Али па сега тоа гледна точка кога ја слушаш ти звучи интересно, бидејќи него надолу тие песни ги немав пуштено повеќе од 5-6 години. И многу голем дел од тие песни ја не мислам дека биле некад пуштени. Искрено, ако збориме. Знаеме за кои песни збориме. Така, например, We Fly High од Jim Jones. Класик. 36 Mafia нешто. Исто така. Ignition од R. Kelly, не сум сигурен. Може би било пуштано порано, ама. Леле. Кажи ми ти како се кажува. Да, прво огромно благодарен до сите што дојдоа и што испуштува, онака мене ми ја направија. Мене колку музиката ми ја направи вечерта, толку атмосферата ми ја направи дека многу ми беше мило дека луѓе си поминуваа многу убаво, ме разбираш? Као се гледаше и беше јасно дека луѓе си имаат дојдено да си пројдат убаво и дека им се слуша ова, ме разбираш? Као да. Не беше дојдени само за да дојдеме на уште еден спајси, туку доаѓаме стрикно за журкава. Многу луѓе го испоштуваат дрес кодот. Онака ние која екипа моравме да бидеме on point. Сакавме да бидеме, брат. Сите, не. It was only right, онака како сите да дојдеме пропер. И шараут за целата панда екипа, шараут за целата шуршац екипа што дојде онака on point облечени, у дреското све, и сите други што дојдоа и што не испочитуваа нас. Не видов некој со овде со конели да се направи, нечастев пијачки, ама ете, се надевам дека можеби со тоа што го каже и Дарко, дека толку е плодна таа сета декада, има толку многу музика, која што не беше пуштена едноставно, дека немаше простор каде да се пушти и немаше кога да се пушти. И мислам дека кога тоа дава само и простор, и мислам дека и реакцијата на луѓе, мислам дека можеби и дава простор за и да се организира некаде понатака во некаков дали во ист, дали во друг сетинг, во некаков друг поинаков момент down the line, онака да се организира уште едно такво, бидејќи верувам силно дека има музика која што се нема пуштено и која што пак може да ги изненади луѓе. Ме разбираш дека Јас се чувствував така, ја имав такви моменти кога ги знам песни, али онака како леле прв пат ги слушам у клуб, брат. Конкретно Houston, I-20, Chingy, Nate Dogg, I Like That, онака. Класик. Јас таа песна имам пуштено уште од самиот старт кога почнав да пуштам музика, бидејќи многу ја сакав. Али ја никад ја немам чуено, ме разбираш, како јас знам уште since way back онака. Исто кога излезе од тоа времето на MSSM, тоа е времето на Viva, тоа е времето на MTV. Тоа. Значи бенгер, тоа беше времето кога Chingy имаше неколку бенгери како Right There и One Call Away и Holiday Inn. Yep. И после тоа излезе ова од артистот Houston, кој искрено не знам друга песна од него. Една единствена, да. И као Нели со многу јако аутро и многу добар бит, многу добра енергија носи. Парти трака, да, бидејќи и темпото е брзо. Да. А енергијата е така, хип-хоп и е ударна, да речем. Интересно. И тоа сватив дека тоа што го кажа дека има такви премногу парти ентемс, и тоа е можеби дека во 2000-ти, барем до тогаш, тоа е пикот на хип-хопот каде што Ептен влага во мејнстримот, како можеби 90-тите биле тој entry point каде што се деселе онака многу големи хитови и свето, ама 2000-ти било каде што веќе влегува највише и на радио, влегува на секаде, влегува по сите клубови, наместо поп музика во клубови или електронска веќе преовладува хип-хопот на секаде на мејнстрим сцената, ме разбираш? И заради тоа мислам дека и самиот онака supply and demand работава едноставно, и заради тоа тие години се такви онака со
party anthems цело време и тие се темите што се обработуваат. Буквално онака голем дел од песните што ги пуштавме беа такви онака како за журка, за добро да си поминеш, за го обработуваат и тој лајфстайл и све тоа. Да. И тоа само ќе кажам дека преубава енергија имаш, а преубаво си поменав онака Drip the fuck out, си да бевме онака у филм, мислам не у филм, ама као си да бевме со таква енергија. Многу ми е мило дека го доловивме тоа и се надевам дека луѓе си поминале добро. Се надевам, ја искрено и фалуше на сите што дојавте. Барем така изгледаше дека луѓе си поминуваат добро, дека играат, стварно се забавуваат, ги пееа песните исто така што беше, што за стари песни на пример и е многу добро дека не можеш да очекуваш од луѓе веќе некои песни се 20 години стари, можеби да ги знаат збор за збор, освен ако не се Undeniable Hits ко на пример нели Hard in Here или нешто такво, ме разбираш. А имаше многу песни кои што онака стварно ги пеа, гледам дека луѓе ги знаат, гледам дека луѓе се забавуваат и си викам, окей, не сум единствен. Тоа мене ми е топ, ме разбираш. Гледам дека и други луѓе ја сакаат Chingy Writer, гледам дека кога пушти Джим Джонс, онака дојдаа два тројца ти испоштува и тебе дека си ги пуштил, дека си пуштил Дипломец. Тоа е убавото, да најдеш и други луѓе кои што истата музика ја слушаат со тебе, ме разбираш, и фала ви дечки за тоа, као ја не сум ни организација ни света, али ми значи онака сето дека видов луѓе онака кои што ја поштуваат и ја сакаат истата музика, буквално кон нас. Брат, ама и дојдоа луѓе кои се наша генерација, малце постари, малце помлади, кои исто така имаат израснато со таа музика и кои можеби престанале да слушаат хип-хоп или престанале општо да слушаат музика бидејќи почнале да работат. Животот го на по други патеки, други правци на музика, други ствари за праење. И као и нив им беше нека trip down memory lane, као овие песни. И знам луѓе, посебно девојки кои дојдоа, кои се играат цела вечер и кои онака ми рекоа најбољи вечер е ова. Ја можам да ти кажам дека до сега, барем in recent memory, не зборам само за станица, не зборам само за Spicy, мислам дека е најдобрата журка со најдобра енергија, вака целокупен како пакет, како вечер, најдобрата вечер нека in recent memory. Искрено. И многу ми е мило за тоа. Пак ќе кажам огромен шараут за сите што дојдоа и стварно мислам дека си бевте одбравте многу добра селекција, направивте многу добри сетови двајцата. Прво, морам да го пофалам Панчо. Панчо ми изненади бидејќи имаше моменти кај што си викам види го што пушта брат, не се сеќавам на конкретни песни, али имаше некои такви малце беа по даун темпо, имаше на еден момент кога имаше кренато многу високо со R&B хитови и неговите ствари беа повеќе R&B based неголи што беа онака хип-хоп based, као на почетокот влезе онака со малце побавно, попевливи песни, многу убаво го отвори, многу убаво ја почна вечерта кој што треба. Така и треба да се почне таа вечер, така и на времето се почнувала. Така и заради тоа ти викам, Панчо е 20 години диџеј онака као он го има ова правено у праймот, ме разбираш, кога ова он го има правено кога таа музика била тек свежа. Да. И многу ми беше мило онака да видам OG како го прави тоа, бидејќи стварно е поинаку. И многу сериозен сет имаше, многу добри песни. И можам да од кај него заклучив дека и тоа ти пишев и тебе онака. Одма утредента кога станав, нели Reign Supreme in the 2000s. Искрено, мислам дека со Бист ги броевме, сега не се сеќавам дали беа 4 или 5 брат. Панчо пушти 5 песни и тоа Hard in Here не беше една од нив. Као и Дилема можеби ја пушти или тие Јас ја пушти Дилема. Така, значи Дилема и Hard in Here не беа од тие 5. Значи Панчо пушти други 5 песни од Нели, на кои што луѓе се забавуваа, премногу ги пееа. Country Grammar, брат, 2000-2001, као човеков има бенгер, онака и уште на самиот почеток, као од Сент Луис, Мизури, брат, ја воспоставува као ова е барот кој што треба да го надминете за албумот 2000 како треба да изгледа модерна музика за новата ера. И многу као си изненадив колку ствари хитови има човеков, колку онака модерна музика правил во моментот кога што ја правил. Бидејќи стварно е многу поразлично неголи све друго што било година дена, 2 години уназад извадено. Као многу било свежо во моментот кога го има извадено тој. И онака се викам, ова е добро, стварно као ова можеш сега да опуштиш и сега ќе функционира и еве функционира, ова е доказ дека функционира 23 години подоцна. И многу ми е као стварно онака, нели 2000-ти е fire.
еден од стейплс онака за 2000. Не можеш да спомнеш 2000 без да спомнеш. Точно. Нели? Точно. И тоа го рековме претходниот пат на подкастот. Сега само го потврдувам тоа дека сватив онака и Панчо што ги пушти песните и ти што ги пушти неговите најголеми два хита. Јас имам чувство дека нели не е доволно почитуван од Не. хип-хоп сцената, Не. хип-хоп публиката, посебно рачуна дека во 2000-та година таа публика што го сака тој оригинален звук на златната ера на хип-хопот, нели многу тие бариери ги крши за добро или за лошо, за понатака за целиот жанр. И мислам дека го нема доволно респектот од хип-хоп културата. Да. Ама мислам дека има огромна љубов, огромен респект од генералната публика која без разлика дали слуша хип-хоп или R&B или други жанрови, ги знае сите негови, не сите негови песни, сите негови бенгери од збор до збор на памет. Дефинитивно. Тоа мислам дека е онака успех на еден артист кој доаѓа на такво место кај што не ни треба он да се покажува, претпоставам дека не ни осеќа потреба да се докажува на сцената која што сеќаат можеби раперите кои доаѓаат од Њујорк или од LA, туку он го прави тоа што најдобро знае да го прави и го разводнува и го омекнува тој звук. Многу добар кросовер саунд, многу добри соработки, одличен пласман на синглови, радио синглови тоа време, клубски бенгери колку сакаш и управо си брат, не може да се спомнат 2000-ти без да се спомне Нели. Не може. И неговите бенгери. Не може. Еве гледам овде што све има онака како на два албуми брат. Има премногу. Нелiville и Country Grammar се тие двата онака кои што се најударни од него, кај што е Ride With Me, кај што е Dilemma, Hard In Here. И тоа се 2000-та и 2002 година брат. Јас искрено мислам дека Нелiville албумот кој јас го запознав, бидејќи баш тој период некаде почнав да слушам музика, го зборевме Get Rich or Die Trying, зборевме The Eminem Show, баш так. Ова е периодот и ова е периодот кога почна и кај нас да стига поише оваа музика, додека Country Grammar мислам дека неговиот Да, тоа е деби албум е тоа, да. Ама и тоа е groundbreaking проект. Тоа е groundbreaking дека он го донесе тој звук со Saint Lunatics и со неговиот генг, он го донесе тој звук онака и за Air Force One и сите тоа како тие ствари мислам дека кога он ги стави у ваку у мејнстримот, ме разбираш? Барем за мене у тоа време ко млад лик, кога ги гледаш и кога му ги гледаш спотовите, од таму го добиваш тој сенс, тогаш така ги зимавме ние информациите, брат, тоа не е на поинаков начин ние ги зимавме и заради тоа мојот сентимент е дека у тоа време, барем у мојот собствен свет, нели бил тој што онака како прв пат кога ја чув тоа што дознав за Air Force One, брат. Добро, тоа е малце покасно, брат. Air Force One, значи, ти кажав овој прошли пат, ти кажав и го зборевме неколку пати и офер дека по звукот се познава која песна, јас можам да ги познам која песна од кога е, бидејќи Air Force One се на Nelliville на 2002 албум, брат. Да. Тоа те викам. Да, звучи на малце покасно. Можеби ја имам покасно чуено и ја. Сигурно нема дојано тука кај нас 2002, како можеби 2004-та, 2005-та, али сакам да видам кој е следниот албум. Суд. Од овде се сеќам дека беше single My Place, една R&B песна која идеше многу на MTV, Over and Over со оној кантри пејачот Тим Мегро, да. Значи овде више полјубовно. Ја знам. Што пак можеби не се толкави бенгери, мислам, се познати песни од него, брат, као фанови на нели ги знаат тие траки. Тие беа лид синглс, тие се лид синглс од негови последователни албуми. Ние само ги збориме, он има мислам дека 5 или 6 албуми онака од 2000 од таа декада, брат. Секоја втора година има ваден албум човеков. Со тоа што после како проаѓа времето му паѓа нормално е тоа. Рейтот на добри песни и бенгери на еден албум, што е нормално. Фер. Али да, Air Force, Dilemma, има многу бенгери и премногу. Тоа сватив и онака како мило ми е дека се испуштаа правите песни и Панчо на веќе кон крајот на сетот влезе во тие побрзите води, навлезе во регетон водите и мислам дека тука веќе и ти беше ептен. Мислам тука веќе стварно беше многу високо ниво атмосферата. И тука се деси смената кај што ти влезе уствари на регетонот и на денсхол музиката и мислам дека прав правец ја однесе стварата и онака како само ја продолжи таа енергија. Мислам зборевме овде дека има или едно или друго, или ќе продолжиш да го тераш тоа Панчо кај што ќе те ости, или планот беше да направиш онака еден стоп
и on the one да пуштиш нешто и да направиш нешто посебно свое. Мило ми е дека го направи ова, Ептен продолжи во прав правец. Не се сеќам како се вика првите две песни ти што ги пушти онака, али знам дека беа полн погодок во поглед на тоа како продолжи бидејќи не прекина атмосферата, не се сети транзицијата, онака како тука завршува Панчо, тука почнува Дарко и тоа беше многу добро. И после тоа се избистри онака, знаеш дека Дарко пушта, веќе се смени енергијата. Тука веќе малце почна онака поише рап елементи да има усетот. Не на лош начин, не на лош начин, на многу на добар начин. И тука си викам, окей, тука сме као Панчо ни го даде тоа малце помекото, Дарко сега доаѓа и сега пушта. Кај идеш бе ти? Толку си лабави. И онака си викам, окей, топ. Сега сакам да видам Дарко што ќе пушта. Као знам, не ти ни прашував што планираш да пушташ и само останев и онака дзенцав, ама in back of my mind овде вака позади, мислам дека ги сторнев сите песни што ќе ги пушташ, брат. И морам да ти кажам дека имаше врхунац се, онака како не е ни збор што го користам често, али врхунац, како да ти објаснам, како се надам на поише такви каде што онака Ептен имаше многу хайлайтс. Извини што те прекинам, ја искрено не ни памтам толку многу песна по песна на какви да, бидека беше free flow. Имав направено неколку кретови у текот на претходната недела. Песни пушти бе, брат. Али ги менјав и многу брзо. Ти не си свесен колку. Пуштав и така on the one, што е стилот на поише на 2000-тите. Исто така. така. На Нью Йорк и на Исто така. Она со гасење музика, па пуштање на една песна Исто со 2-3 скреча, многу сирени, многу такви работи. Као тоа се потекнува од Нью Йорк, потекнува од Јамајка, потекнува од тие некои места кај што така се пушта музиката многу брзо. Што јас долго време не го правев тоа, порано го правев, па сега не го правев, па сега пак ми се враќа некоја желба да го правам, али за овој настан конкретно и требаше да се прави и знаеш кога има многу песни за пуштање, а кратко време доволно и само на некои песни само рефренот да се пушти па после да. Исто. Па тоа. Песна. И што е многу битно да се пушта контекстуално, ако некој диџеј не слуша или некој aspiring диџеј не слуша, не е битно само песните да се из BPM или дефинитивно. Треба да има она поврзано зашто е оваа песна со оваа пуштена. Зашто има сега 3-4 регетон поред, зашто сега од ваму си иде ваму, зашто сега има Сиара, па Пити Пабло, па тука е Хјустон и Чинги. Тоа си има поврзаност и с продуцент, слична ера, ист град, иста екипа. Тоа. Што и да е. Има поврзаност на стварите. Не беше само тематски 2000, тоа сакам да кажам дека твојот сет беше онака за луѓе што ја знае музиката онака и што ја пратеа. Као Дарко иде од Сиера, влага у Пири Пабло, па се префрла тука на Чинги, значи сите се тие тука у иста година онака сите кои што вирееле и се во истиот жанр, исто звучат онака. Панчо тука исто врзо, исто и Панчо го правеше тоа, брат. Исто го правеше потом. R&B прво, па после малце Нью Йорк, па после малце нешто друго. Што кога влезе у Саут, кога ми ја пушти Money Maker, брат, онака Фарел и Лудакрис, збеснавме со Димитар. Димитар ми вика, ми треба вика тука вика Лудакрис вика усетав. И само како што го кажува таа следна песна е Money Maker, онака како вика ме вети го. Тоа е тоа. И ги имаше сите песни што требаше да ги има и ги имаше сите тие што луѓе не очекува и можеби и не ги ни знае онака, а требаше да ги има. И сеопфатно беше, ме разбираш, сеопфатно и пак има уште толку многу песни што може да се пуштат. Искрено мислам дека имаше повеќе за публиката што ги знае и тоа беше импрентата. Ама и така треба. Така беше атмосферата, беше лид. Ние како диџеи се храниме од енергијата на публиката. Нормално. Фидбекот и чим луѓето реагираат, сигурно нема да ги замарам сега со песни што не ги знаат. Нормално е тоа. Него идеме бенгери, кога има толку бенгери, уште полесно да се пуштаат. Да, имаш уште толку многу за да одбираш од нив, така да дури на еден момент онака тоа што викаш дека на некои песни онака и бидејќи имаш толку многу песни, сакаш да ги изнапушташ и сакаш контекстуално да ги направиш. Мене тоа ми е хајлајтот на вечерта цела, брат. Ти направи на два моменти за луѓе што го пратеа Дарко што правеше низ целата вечер, колку бевте таму. Дарко имаше два моменти кои што направи медлис од два артисти. Едниот беше 50 и другиот беше Jay-Z. И као нема боле нешто тоа е само онака само за слушање и само за хедбопинг, брат. Тоа не беше за играње, не беше за ништо, само за пијачката, хедбопинг, онака уживаш у
колку музика имаат господеве у тој момент и заради тоа е направено ти не можеш да ги пуштиш сите 50 Cent песни брат у една година, у една вечер брат. Посебно некој што ги пуштаме ние, со рефрен па врз па рефрен па. Не можеш. Дарко онака одлучи executive decision, ќе пуштам 5 песни од 50 у минута и пол. Сите да ги чујат. Не знам дали 5, ама да 3-4. 4 беа. Кој Disco Inferno, кој беа? Wangsta? Disco Inferno? Неверојатно Auto Control, или можеби беше Auto Control малце покасно. Candy Shop just a little bit, не знам, Seductive можеби. Имаше поиш, имаше 4-5 песни онака. Тоа завршува, ја тука вриштам on top of my lungs онака, као јако ми е дека тоа или можеби PMP. И PMP. Ја си викам ова се нема десено брат. Не се нема десено DJ да прави медли брат толку брзо онака како стварно. Луѓе реагираа после тоа и веќе тоа не знам кога беше и тоа беше второто медли. Дарко влаго у Jay-Z бегот негов. Што не ми е толку длабоки. Што не ми е да, дека Дарко не е најголемиот фан, ама знаеше дека е 2000, знаеше дека мора да го испоштува човеков. А не се испоштува толку многу утекот на вечерта, искрено? Не. Ама мислам дека тоа беше добро, дека Jay-Z е малце покарактеристичен од 2000-ти. Да. Стварно е покарактеристичен онака како ја поише бенгери знам од 2012 па навака од Jay-Z или од 2010 од The Blueprint 3 натака него ли од Empire State of Mind навака, да, тоа е 2009. И као беше многу добро, ја имаше Show Me What You Got ја пушти онака ги врзуваше 3-4 врв. Онака као ти објаснам дека тоа ми беше хайлайт онака као гледаш диџејов busy as fuck е тука е, како цело време само се пушташе цело време. Цело време, не нема вртање позади играње со луѓево или нешто, како не, тука мора да се пуштат песни да се направи нешто. 2 минути имам да го направам ова. Да. И да, многу добро беше, многу добар сет истеравте. Со на крај да завршиме и со We Stay Fly и со Diplomats да завршиме и да завршиме со 36 Mafia кој што треба. Тогаш веќе на крај кој што кажа Дарко да не замараме луѓе и да не бркаме луѓе бидејќи не сите ги знаат 36 Mafia. 36 Mafia е можеби она тој покет кој што е најмалце слушан од 2000-ти кога ќе спомнеш 2000-ти. Не, друго беше причината. Да имаш уште еден саат? Дефинитивно. Ќе влезеш малци во тој Down South бег. Сигурен сум да. Фалеш уште саат време. 7, 8, 9 песни од југот да речеме, тоа што зборевме прошли пат ако не гледавте, погледнете претходната епизода. Што зборевме, значи Хјустон, Атланта, Мемфис, па дури Флорида, дури светоа. Немаше време за уште еден уште едно влагање таму. Тоа фалеше, значи ги поминавме онака години и градови поминавме многу. Единственото нешто што остана беше да навлеземе во југот малце подлабоко онака и тој саат онака, ако журката траеше до 5 саат, ќе го даеше баш тој саат што требаше онака да се испуштаат и сите тие. Пола саат беше доволно за тоа. Essentials. После да има клоузинг уште некој друг со R&B или со нешто така. Да. Како и да all in all, многу добра журка, и тоа што кажа Дарко дека ете ако фалел пола саат, си сигурен сум дека тој ќе се надокнади во некое следно издание. И многу ми е мило дека онака тематска журка, се дешавале тематски журки порано, али this one's for the books онака, како барем за мене, this one was for the books онака, како стварно денови после тоа уште бев под импресии. И дури онака како дури после тоа отидовме на афтер, седнавме кај Дарко, Шушац екипа онака седнавме, Панда екипа седнавме и слушавме 2000 музика до 7,5 саат бајле. Ја бев задужен за ауксот онака и како цело време се тераше тоа, само се продолжи, онака моравме да продолжи, како под импресии бевме толку многу што сакавме само да продолжиме и да слушаме таква музика. Тоа утре дента кога се разбудив, буквално прво нешто што направив ја ставив на шафл мојата плейлиста и пак си ја пуштив. Да. И мене ме држеше енергијата уште многу. Тој иначе Трајче епте многу добра селекција направи на авторот, се разбира, не му го дам на никој друг аукс кабелот, посебно на Денис, ако Трајче на авторот. Извини боси. Многу од работите што не се пуште, многу од работите што не се ни наменети да се слушаат у клуб. Дефинитивно. Што се као наши некои хитови кои ние си ги знаеме дека си ги сакаме, као на пример Jay-Z, као на пример Dipset. Така. И такви ствари, као некои R&B песни кои не стигнаа да се пуштат. И онака дури еден многу добар ремикс на Шон Пол, кој исто така е 2000, става песна ако не се лажаме на неговиот прв албум или втор албум. Да.
Така и тоа е 2002, 2003, 2004 најкасно, само што ремиксот е дури многу боле и од оригиналот. Ремиксот е лудница. Ремиксот е Отвори лудница. мене тоа беше хайлайт на авторот, ќе треба да го линкнеме, тоа е некој YouTube. Да, тоа е некој YouTube некој джема, пусне онака, како шараут да. Олег, мој другар кој што буквално ми го пушти пред 2 недели, брат. Онака муабет, седиме кај Фики дома, правиме муабет, хаха хихи, се смееме, играме нешто и као вика чекај бе да ви пуштаме на песна и ја пушта, брат. Фики има преубаво озвучување. Што ја кога го чув тоа како мава тој басот, брат, како влага и енергијата. Леле, викам, Олег, ти благодарам, ова не знаеш, викам, како ќе биде искористено во правиот момент онака кога ќе се најде. И беше. И се најде и беше искористено во правиот момент. Интересно е дека оригиналната верзија Е со многу побрза. Многу побрзо и многу поразлично од ова што. Ова дека успорено е направено така малку по-трипи, дури кога Шаптен Скру да некако таков момент има како по-трипи, по-споро, по-онака како многу добар момент. Ги има тој реге момент, ги има тој хип-хоп, олдскул хип-хоп момент. Олдскул хип-хоп и реге момент у две е споено онака како многу интересен мешап, многу добра енергија и ќе го линкнеме тоа, ама да, убав автор, убави луѓе, убава енергија, убава журка и ете. Брат, искрено мене ми е мило дека тебе ти ова волкав хайлайт, тебе сега како збориш ти и јас се потсетувам на тоа. Дури малце не ми се верува уште дека Ја не знам што те натера да влезеш така со 50 и со Jay-Z, искрено ти кажам. Мене ми изненада, ја него не очекував тоа, брат. Брат, ама има музика за пуштање, ја би... Да, ама немаше како поинаку, брат. Немаше како поинаку, премногу песни се упрашања, Дарко као и не можеш да ги пуштиш на друг начин. Исто така, хайлайт, морам да кажам ова, Hate Me Now, нас, Пав Дели Леле, што кур се деси на таа песна, онака. Светла изгасени, мислев дека сум убели филмот внатре, ти чекам. Fucking DMX ки ме искочеше Rest in Peace позади, у такво ултра violet light, онака ми искача и толку, брат. Бели филмот ми се деси, жи ми се ти кажам. Предобро. И морам да кажам, тоа му го кажав и на Дарко утре дента, кога се разбуди, сабајле кога станав и на Вибер му пишав. И му го пишав ова следно. Hate Me Now го има еден од најударните рефрени некад направен. Као таков е мрачен е, синематик е сваќе, Да, синематик. правиот сетинг како го слушнеш е лудило и удара премногу, како никој друг. Пошто ништо не е, 3 реченици се брат, само што се повторува. Само што е малце спор. Самата песна е малце спора, го нема тој момент на ударен рефрен кога кажеш клубски рефрен на пример, е нешто малце друго. Ова е поише негов чент. Да, ова е чент, ова е синематик, затоа викам така онака филмско искуство е брат кога ќе. Самото интро. И плюс и битот и све и нас као влага на првиот врс све тоа. Ја и Панчо ја пушти ствари, да? Панчо ја пушти. Ја иди бев еден до друг. Панчо пушти многу добри джемс као на пример Go DJ од Lil Wayne, кој е една од моите најмилени Lil Wayne песни. Go DJ, that's my DJ. И од таа песна се инспириравме да го ставиме сега и Lil Wayne на кавер за Spicy као. Не знам, онака имаше тука нека бенгери што као баш беа за кејф, онака за екипата, за браќата, за тие што знаат малце поише. И сакав да кажам дека ми е многу мило дека ти вака се осеќам и ја така, ама знаеш нека малце кога размислиш до пред 5 години, не знам колку години, као се ова беше многу застарено, беше некако брат, бевме многу внесени во новото, се тоа што излагаше она. Не ми се верува дека од 2023 година хайлайт на пример на сезоната или на годината или на било што, ние нешто што го имаме правено као деца, брат. Значи ја оваа музика имам пуштено кога бев као дете, имам пуштено кога бев дете. И сега that's nostalgia for you, онака буквално. Веројатно да, ама не ми е само носталгија, него ми звучи свежо сега. Не ме мава мене моментот као не ме потсеќа мене сега. Да, немаш old head момент, да. На средно сега, па дека на основно ствари, па сега на првата симпатија или не знам на што него. Не. Во моментов ми е јако за тоа што е во самиот момент, не за тоа што било во минатото. Да. И тоа ми е многу чудно, брат. Облеката и широките фармерки уште ги немам прифатено и се надевам дека нема да ги прифатам. Ќе отидам до максимум оние регулар фит. Така? Да. Мислам дека за мене таа приказна е завршена како осмоделение. Али да. Некако музиката ми звучи пак свежо и јако ми ама и тоа го приметувам дека не ни е само нас, јако дека тоа се случува секој свет, па дури зборевме и Дрейк и Дипсет, онака има момент кај што апсолутно да. Дрейк ги изнесе Дипсет на неговиот концерт во Apollo во Нью Йорк и направи го зема и семплот инструменталот на песната Real Nigga со Dipset за да направи песна за новиот албум кој му беше заедно со Томин Севич, Да, Middle of the Ocean. Многу
се враќа, се рециклира на убав начин тоа што се има случувано, Да. тогаш што можеби е подзаборавено. Тоа ти велам, тоа се дешава веќе последниве 2 години и мислам веќе дека е се поише и поише превалентно каде што онака 2000-ти се веќе извор на инспирација, бидејќи за новите генерации тоа е old school брат, не се 90-ти old school. Го размислував ова. 90-ти се постојано присутни во хип-хопот. И последниве 10 години беа присутни, последниве 20 години. Таа ера некако се држи како Да, таа си е. А цело време апсолутно. тука тлее без разлика на каков начин, без разлика како е перцепирана, па дури збориме за продуценти ко Дефинитивно. алхемисти, ко било кој што го застапуваат, можеби тој звуки доаѓаат од таа некоја Така? ера или се потомци на премиери на Да. сите добри продуценти, Пит Рок и сите добри продуценти од 90-тите. Додека 2000-ти беше као ера што најверојатно имаше пик и после имаше голем пад. И за тоа сега осеќаме некоја убава потреба да го вратиме тоа, бидејќи ни фали, бидејќи 90-ти мене не ми фалат и не ми фалеле никогаш, бидејќи постојано се тука. Да. Има да, диџеи што ја третираат таа музика дури во Скопје, во Македонија, на Балканот и секаде низ свет. Фер. Има Да. рапери кои уште се активни од тоа време, додека овие од 2000-тите, како дојде следната деценија, некако и они влегоа во позадина. И сега интересно да се вратат. Интересен тејк е тоа и вага ако размислам, не може би туку си управо, пошто за 90-ти, еве, на пример Гризелда екипата и целиот тој звук можеш да го поистоветиш со 90-ти. Секој на пример што е малце поалтернативен у својот хип-хоп, можеш, ако има потрадиционална продукција, можеш да го поистоветиш со тоа. 2000-ти е многу поинакво и мислам дека 2000-ти онака не е доволно земено кој инспирација, како не доволно артисти влечат инспирација од 2000-ти, од артистите кои што биле најактивни во 2000-ти. И мислам дека тоа се дешава и мислам дека заради тоа и сега и нас не звучи свежо, бидејќи кој што кажа, не е дека се навраќаме за тоа што сме правили од 2004 кога сме ја слушнале песнава, туку едноставно дека самата музика сега не звучи не е свежа од самиот факт дека е добра. И може би било запоставена во тој период дека не било, барем зборам на овие простори, не зборам за Ми пише Индок, брат. Шараут до Индок, нашиот човек Горан Индок, кој е пријател на Пандамониум радио шоу, има и свој подкаст и своја радио емисија сега на Радио МОВ. Проверете секој понеделник од 9 Сабајле, AM шоу. Он баш ми кажа, Сабајлето ми пише као од 2000-ти кој излегува да ме овие песни за олдхедите и ова беше срање. Нешто тој И верувам. пиша и верувам. и го спомнавме ни ова прошли пат, ама кога ми го пише он дека он е малце постар од нас, он е 10-15 години постар од нас, кога ми го каже бидејќи он има живеено во таа ера. Си викам, да брат, знам дека беше така, се сеќавам ја дека беше така. Да. Знам дека и Нели не беше почитуван, знам дека и 50 не беше доволно почитуван. Од младите од нас да, ама од Тие од постарите кои што постарите не, Да. бидејќи тие од секогаш го држале in high regard и само го геткипале хип-хопот на начин на кој што го прават до ден денес. Ама доводот е дека стварно не било тоа доволно почитувана, со текот на времето станала не доволно интересна или препуштана, предосадна за новата генерација и нормално нека влегло позадина. Ама не може да се каже дека не е добра, брат. Не, воопшто преквалитетна е и мислам дека и на пример и самиот факт дека еве на пример еве ќе озем Дрейк пак за пример, ќе се навратам на него. Многу ми е мило дека Дрейк е човекот кој што го прави тоа, бидејќи Дрейк цело време го прави тоа, сега малце дека сега и неговите фанови се многу повозрасни за да може да се поистоветат малци да се навратат на тоа. Бидејќи мене на пример Дрейк ако ги пушал Dipset, ја кога сум имал 18 години, кога сум го дознал Дрейк, можеби немало да ме удри толку јако колку што ме удара сега. Ме разбираш дека тогаш можеби не ми значеле толку многу Dipset. Сега на пример многу поише ми значат дека пак стварно го имам тој носталгичен фактор за сето тоа. Не дека сум најголемиот Dipset фан, не дека нешто од тоа. Не. Ама едноставно како дипломери community уште кога го најави албумот и све тоа, знаеш полека онака ти ги протнуе, знаеш од каде доаѓа. Он претпоставам дека е голем фан на Dipset, бидејќи таа генерација што Да. има растено со Dipset, со таа ера. Да, ама епа тоа. Дури со Джада Кис и со И тие се артистите, таа генерација на Дрейк се артистите кои што пораснале со музика која што ја слушале во 2000-те години. Да. Таа била музиката. И сега на пример, они се во прав момент на еден начин да се инспирираат од тоа, од нивното детство и да прават музика.
Drake е директен пример за тоа. Middle of the Ocean, мене ми беше омилена трака на Her Loss. Па да, зборев. А уствари е семпл и тоа апла семпл земен онака, не е ни сменато ништо, онака само е земен битот од Real Niggas. И онака месеци подоцна ја пуштам Real Niggas. И си викам, да, еве, има смисла онака, као ми има смисла се во ово. И така се надоврзав и зашто ги има покането на Аполо и све тоа. И добро е, и се надам дека ќе продолжи тоа, се надам дека луѓе ќе се поише и поише, онака на убав, културен, пропер начин ќе успеат да искористат таа музика од 2000-ти години за да направат нешто, ме разбираш, да направат нешто интересно. Без разлика дали, бидејќи 2000-ти кога ќе зборим има огромен рейндж, брат. Имаш онака артисти кои што правеле од земја Миси Елијат онака и заврши со не знам со нешто што било најрап од тоа време, ме разбираш, кога имаш многу разли, многу. Имаш и R&B тука. Абе сега брат, извини што те прекинувам, сега кога сме на Миси Елијат ми текна. И електронската музика и хаус музиката многу долго, не многу долго во последниве години се инспирира од тоа. Баш сега ми се појави, вчера гледав видео Скрилекс ја извади ратата. Скрилекс и заборив како се викаше третиот човек, не е ни битно. Пушти еден ремикс многу јак од Миси Елијат, пушти сега во Њујорк пуштале музика. Во Madison Square Garden имале припарти на площадот. Да, на Times Square. И имаше многу добар ремикс на Метека на бите го рататата. Брат, газење, брат. Хаос. Го видов и тоа. Таа е ратата песната, мислам дека Скрилекс извади 2 нови албуми, еден онака со релиз дејт, со све и уште еден кој што таа е официјален релиз на Скрилекс. Да. Го немам слушано тоа, вчера го видов видеото. Али на пример мене беше чудно и пред 3-4 години прв ремикс кој го слушнав од, да речеме, со земен семпл, тех хаус песна со земен семпл од 2000-ти беше Lumi D, Never Leave You со ОО. И тоа ше беше чудно, како, абе брат, сериозно се ово го правите? Да, малце. После се појави други, еве го, ми легна, окей. Да. Значи не се инспирира само хип-хопот од таму, него се инспирираат и Да. Убави години се, многу плодни години, многу шарени години се. И мислам дека ќе се добра потпора за луѓе да земат и да експериментираат, не блатантно да го копираат, туку едноставно да се експериментира и да проба да се направи нешто. Ќе видиме како ќе иде, али мислам дека тоа можеби е следно од онака како бидејќи не е дека немало примери онака, има многу примеси од сето тоа, посебно на пример ако збориме за трап музиката. Трапот е пак од 2000-ти, од таму потекна и продукциски и све сршта е од таму. Ама на пример зборам за ова за денес во хип-хоп во генералната, бидејќи го збориме тоа дека сакаме промена во целиот саундскейп во хип-хопот. Другиот дел од 2000-те да се истражи за можеби нешто такво кој што се појави трапот во 2012 да се појави и сега, кој што ќе биде многу свежо, а пак ќе биде потикнато на еден начин од истата ера, ме разбираш? Само од некој друг правец, од некој друг момент, со некои други елементи да биде склопено и да биде направено и да се појави нешто друго кое што ќе биде пак онака свежо многу за уши. Али како и да е, многу ми е мило дека се дешава ова и ќе видиме кај ќе тера се до тоа. Ама да, управо си дека и многу тоа не сватив усвари дека и рада дури ако не се лажам и онака имаше многу артисти, мислам дека и она Ферари што е исто така е да. Брат, има многу. Има премногу. Too many to count и онака како само се надевам дека ќе го прават тоа на убав начин, онака да не стане да не го носат во моделови кои што не сакам на пример. Тоа се дешава со UK хип-хопот каде што веќе малце претерува. Точно. Веќе малце претерува, а ептен го користат онака како тоа име cheat code, како ај ќе го земеме сега, дај ми го R&B битов, дај ми го семплов. Baby на пример со Ашанти или што и да ме разбираш, нешто такво, како знам дека Аич има и песна со Ашанти и тоа можеби е друг момент, али онака како блатантно, онака имаше завчера или вчера некаде вртев Reels, брат, некој ми го прати и онака UK Drill вика is going mad и како Drill од Begging You има направено онака како го има на ремикс од Begging од Metcon има и го има Begging You у самиот рефрен на Drill, ме разбираш како too much онака. Искрено мислам дека тоа се има изгубено. Европската сцена е малце поразлична, мада и американската е таква, ама таа музика ја слушаат деца, брат. Тие артисти што прават таква музика и што имаат и многу плейс и многу views. Да, тоа да. TikTok и сегде.
Тоа е музика за деца реално. Да. Да не се лажеме, брат. Тоа се тинеџери кои се случува истото во Македонија, не до толку со дрил, се случува истото на Балканот, се случува истото во Италија, Германија, сега да ги има тие лолипоп, bubblegum, какви да се сега се bubblegum дрилери, најверојатно. Чим прават таква музика, брат? Нешто такво е, да. Не можеш да не знам. Не се поклапа самата естетика и самиот звук и самата она потекло на жанрот со тоа. Иако има песни као Obsessed with You што ги имаат ептен погодено рецептот ги имаат онака добро измешано да има смисла, или некои други песни на Central C. Плюс Central C како еден Pretty Boy, таков комерцијален малце. Да, он е може би најкомерцијалниот со нив, да. Него им одговара, овие други ја не слушам више искрено, не пратам таа сцена бидејќи за една година вака стана се презасети. Тоа сакам да ти кажам. Дека не е ништо. Тоа се дешава, а него сакав тоа. Баш мислев дека UK сцената нема толку да го баш мислев дека она ќе е таа што ќе го предводи тој нов звук, онака ќе биде. И сега се деси ова и као окей, можеби ќе ги натера американците и они да влезат у тој 2000s бег и да бараат такви ствари. Више бараат, ама ми треба да биде поише со осет направено. Не сакам да е туку така безсмислено. Осеќам дека е безсмислено, мислам дека е оверпродуснато, мислам дека е хајперпродус. Онака, само ги тераш продуцентиве, не продуцентов не го прави тоа бидејќи му дошло дека слушал туку. Не, иди бара само семплови бара, дури да го најде перфектно за да го направи тој бит, ме разбираш? Тоа со секој семпл може да направи било каков бит. Тоа сам да ти кажам дека не доаѓа од него туку тоа е од демендот. Знае дека артист најголеми шанси има да му го купи ако направи такво нешто. Или да направи пласман некој страшен, ако има нешто такво. И тоа носи кон hyperproduction, кон overproduction и го уништуваш пламеното онако што го има, жарчето што го има у седото, онака искреноста. Тоа ми треба мене. Трапот не беше така. Трапот се појави онака полека. Имаше неколку моменти каде што онака како ова е тоа. И никад не беше too much кога се појави на почеток. Сега мислам дека од времето и од социјалните мрежи многу како ептен се форсираат ствари. Моментот кога ќе се видат дека функционираат. Доволно е само на TikTok да функционира, никаде на друго место. Ме разбираш? Тука е, тоа е бегот. Ајде, правиме ова и ова правиме. Таму ми е проблемот, се надам дека нема да се деси тоа, ама да, малце јас сум назад со UK музика, бидејќи осеќам дека е последнава година онака седи у место и сама се уништува на еден начин, као свежината си одзема само од себе. И се надам дека ќе се смени тоа, дека нема да продолжи така, бидејќи онака пандемониум више скоро 3 години го збориме тоа, UK сцената од секад ни била онака нешто од најсвежите ствари кои што од кај што сме слушале музика, од кај што сме дознавале нови артисти, од кај што сме слушале не нови правци, али нови елементи во музиката, нови начини на искористување на ствари, нови начини на интерпретација. И сега ова ми е голем летдаун, бидејќи стварно онака и ако размислиш, одамна немаме зборено за UK артисти, бидејќи тоа што ваделе, единственото нешто беше сега Heady One што го зборевме последно, бидејќи тоа беше можеби најискреното и најдоброто нешто кое што си има десено од сцена последно време, каде што има прича, има контекст. И пак нема многу стар семпл, ама има семпл кој што на нас ни е многу мил и драг. Зборам за Palm Trees, Flatbush Zombies. Ама го има скроз флипнато на свој начин, онака и ја прави целата прича сосема поинаку. Не се вози на Palm Trees од Flatbush Zombies. Плюс Flatbush Zombies не се ни таков да речеме како мега хит да имаат некој па. Да, едноставно ова ако не е ништо друго е само уште еден шараут за нив, ме разбираш, ова. Дури песната му почнува со семпл од Future, God Bless and All My Trap. Да. Тоа многу е добро направено, со вкус е направено, доаѓа од искрено место, ме разбираш? Тоа ми треба. More of that, не overproduced срања кои што се направени само за attention grabbing за 15-20 секунди да траат да бидат овде една недела и после не се појавуваат на your for you page, онака на TikTok, ме разбираш? Тоа ми треба. Музика што ќе остане. Тоа ми треба. И имам проблем со тоа, последниве 2 месеци, онака веќе сме крајот на февруари, се уште не можам да најдам квалитетен албум кој што ќе ми остане онака у ротација подолго време. Има неколку синглови, има некои ствари кои што ги имам преслушано. Цело време пратам што се дешава ново и кај нас и на Discord луѓе што праќаат и кај мене на мојот релиз рейдер на Spotify и што следам. Што се деша? Буквално ништо, брат. Искрено, последно време нема
нема нова музика. Последното нешто кое што го имаме зборено и е поразително е се уште Coke Boy 6, French Montana. French Montana од тогаш има извадено уште една песна која што исто така е таква брза некоја направена. Као уште еден обид за Unforgettable. Ама не мислам дека ќе му успее. А инаку повеќето сите ствари се сведени на синглови. Се уште нема најавено некои нови албуми. И онака као не е дека знам дека Metro Boomin извади Villains version, Chopped and Screw version извади од целиот албум. Добро. Онака има 50 траки на него, али еден единствен албум кој што го слушав и кој што ми остана вака у ум е новиот албум на Уесли Джозеф, само накратко ќе го спомнам, се вика Glow. Ова можеби е единствениот UK артист моментално кој што ми прави свежа музика, многу чуден фјужен на R&B и на хип-хоп музика, алтернативно R&B со интересна продукција, кој што вреди да се чуе. Нема да зборам многу, албумот се вика Glow, има неколку песни, 8 песни се поише еко ова веќе се смета денешни параметри, ова е проект, али краток проект, релативно краток проект, онака 20 некоја минута е лисен, има добри ствари. Омилена ми е Sugar Dive. Тоа мислам дека беше, ако не се лажам, и сингл за кој што може да се каже сингл, таа беше првата извадена песна од албумот. Квалитетен артист кој што онака стварно има добри би рекол референци и има еден многу добар албум кој што му е изваден не знам кога е изваден, 2021. Ultramarine се вика албумот. Ова никаде не ми се најде ни таа година, знам дека не се најде, пошто го дознав малца покасно, го дознав лани. Ама Your Room е онака една од подобрите песни кои што сега моментално ми е најслушана. Релативно млад артист и мислам дека треба да се чуе. Ќе го линкнам. Онака како ретко последниве, мислам дека 10 епизоди не збориме за нова музика, онака или за некој нов артист. Ова ми е еден од ретките кои што го слушнам. Како би го опишал неговиот стил? Брат, ја би рекол дека е како онаков не знам како да го опишам. Многу е тешко денешни артисти да се опишат, бидејќи на пример има и разлика, има и рап ствари. Има кај што рапое, има кај што пее, брат. Многу е чуден. Знам дека воедно сам си ги прави и ги имам гледано и неколку спотови. Знам дека и филммейкер, таков уметник е општо, онака all arounder. Ама прави многу добри ствари и би рекол дека е многу добра фузија на R&B и на хип-хоп. Не знам како да го опишам тоа, не можам со нешто да го референцирам, али R&B и хип-хоп у UK стил нема дрил елементи, нема туку UK музика е онака го има тоа афричкото у него, го има. Тој таков спој на многу ствари е онака воедно. Има таков и многу интересен вокал има пред се, таков длабок е, ама кога знае да пее, знае многу добро фалсето да пее. Интересна ствар. Уесли Джозеф, Glow и Ultramarine, тие се два проекти и двата се кратки, што онака како ти дава да сагаш поише и поише, онака и двата се мислам дека по 10 на песни макс. Не е дека има нешто премногу за слушање, има знам дека и постари ствари каде што се гледа неговата прогресија, онака поише од хип-хоп, па пробува да пее, па пробува поише со R&B звуци, онака и со R&B продукција и стига кај што е денес. Интересен тек, ќе го чуете, ќе го линкнам, ќе го постирам, ќе го ставим и на Weekly Selection на листата. И мислам дека тоа е единствено нешто кое што вака ми остана, а сакам да зборам, бидејќи ова се деси уште претходниот месец, за новиот албум на Lil Yachty, кој што во моментот кога искочи, беше многу озборуван, крена многу реакции, бидејќи без разлика на тоа дали е добар албум или е лош албум, не е хип-хоп албум. Искрено го немам преслушано. Ја го немав преслушано и искрено ќе ти кажам дека немав никаква потреба да го чујам. Од самиот факт дека ништо не ми прави. Као у смисла, нема ни да зборам дали е добар или лош албум. Продукцијски гледано е солиден албум, али ја имам проблем со тоа. Стварно имам проблем со тоа, бидејќи Lil Yachty е еден од сите рапери од последнава декада, земи ги. Ако Lil Yachty можеби е најоној со омраза кон него, највише хејт имало кон него кога си има појавено, бидејќи
оне репрезентацијата за тој bubblegum мувментот кој што сите го мразеа, па дури и тие што слушаат трап музика, која се појави Лил Јахти, го хейтаа бидејќи он го искористи трапот, го направи таков да биде гуфи, да биде смешен, детски, да биде colorful, да биде детски, one night, да искочат песни кон Минесота, каде што онака, па дури и сега и со Поланд, ме разбираш, као more of the same. Дури онака, мислам, ако ти знаеш зашто зборам, ама One Night и Минесота онака му се едни од двете најголеми песни. И не се ни нови онака, тие се релативно 2014, 2015. 2015-16, да. Тоа беше тој пикот на SoundCloud ерата кај што луѓе и ја би го ставил онака и во моментот кога се појави, ја би го ставил у исти кош со Playboy карти, со број албумот и со све тоа, каде што луѓе се уште во тој момент не знаеа како се чувствуваат за сето тоа. Например и Кайл и сите тие кои што се појавија, дека тоа беше малце поинаку и многу хейт добиваа за сето тоа. Сега. И Лил Јахти од тогаш има извадено многу албуми и секој му било онака релативно лоши коментари. И искача Поланд, која што е исто така траеше месец дена и беше бенгер за сите, сега никој не збори за тоа. Ами тоа беше пак оној снипет момент. Да, тоа беше снипет, тоа беше вајрал момент кој што се појави онака, беше насекаде. Нема да лажам, мене ми беше кечи онака, смешно ми беше. Али тоа кечи е смешно, не би ја слушал Поланд, онака он репит или да сега да ми текне што ми се слуша денес, Лил Јахти Поланд да си ја пуштам, не. И ми нервира тој факт, го имаме зборено и кога се збореше и кај нас на Дискордот и тоа ми требаше време да го чујам, бидејќи немав желба да го слушнам, бидејќи знаев од тоа што прочитав, знаев дека не е хип-хоп албум. И имам проблем кога рапери прават не хип-хоп албуми и кога се презнати за сето тоа. Бидејќи тоа си има дешавано и порано. Например, као Awaken My Love, ки ми текне на Childish Gambino. Ја влечам таа паралела, не дека ги споредувам двата албуми, многу различни се во тоа што се. Ама Childish Gambino можам да му го прифатам Awaken My Love као добар албум и да му кажам дека да, ова е Childish Gambino албум, иако е базиран апла онака на нешто претходно, на Maggot Brain, значи од самиот кавер, до звуците, до сите психоделични елементи што ги има внатре, све тоа. Значи многу е референциран и длабоко референциран и е колектив на уметници, на артисти, кои што се позади, кои што работат позади Childish Gambino името. Ме разбираш? Не е Childish Gambino позади продукција, позади све тоа. Така, и можеби текстовите се негови, али има цела машинерија на луѓе кои што работат позади него. Ама на Childish Gambino можам да му го дадам бидејќи сите претходни проекти му имаат доза на алтернативност, му имаат доза на експерименталност. Значи Кемп, ја кога го чув у 2011 онака, ми беше најлудото нешто што го има вслушнато. Кемп за многу луѓе е многу мразен албум на Childish Gambino, него ни сакаат, бидејќи тогаш Кемп го слушаат деца кои што ги слушаа од Future и кои што го слушаат Childish Gambino. А луѓе кои што го слушаат Tyler the Creator во 2011 не слушаа хип-хоп. И тоа е факт. Слушаат деца кои што сакаат да избегаат од дома. Исто така факт. Значи, така почнувале тие луѓе, као Тайлер го слушале луѓе кои што мразеле хип-хоп, дека као Тайлер бил тоа брат, онака као не е, тоа било нова енергија, нешто непознато во тој момент. Заради тоа можам да му го дам на Childish Gambino. Проблемот што го имам со Лил Јахти е дека Лил Јахти нема таква позадина, брат. Лил Јахти нема ништо од тоа и сега доаѓа и за да бидејќи од сето тоа што е на што е тоа што е сведено, сите негови претходни проекти кои што си имаат лоши коментари, bad sales и све тоа. И сега доаѓа, вади албум кој што не е хип-хоп. И е озборуван албум на годината, Magnificent, вака онака Куров Миленче. Албумот е добар. Ама е се, само не е Лил Јахти албум. И ме нервира фактот дека рапери треба да искочат надвор од својот жанр за да бидат признати како уметници. Ме разбираш, сега Лил Јахти му требаше овој албум сега за да биде уметник. Најмалце од овде, ја ти кажувам дека у неговиот албум сигурен сум дека он има најмалце удел у себе ова. Мислиш во поглед на продукција, во поглед на креирање на самата музика? Бидејќи овде, овој албум не го носи, секој рап албум има повеќе елементи, така? Ги имаш текстовите, го имаш контекстот, имаш енергијата, имаш продукцијата
ја имаш приказната, што е да, овде нема приказна. Овде текстовите се сведени на bare минимум, ништо не кажува во нив, многу мали моменти, онака, дури и поише како подпевнува и е придружено многу вокали кои што го даваат шмекот кој што треба да се даде на таков албум. И целиот албум го носи продукцијата. Продукцијата е таа што го носи тој албум. И не е хип-хоп продукција, не е од хип-хоп продуценти, не е од Lil Yachty, туку се тоа луѓе со кои што вајда се поврзал во студио, седел и го креирале ова за него. Има електрички гитари, интрото е онака 7,5 минути, као и е онака како многу free flowing. Интрото се вика The Black Samuel, инаку албумот се вика Let's Start Here и самото име кога да најавува дека е ова нова ера на Lil Yachty, што онака како ме нервира, бидејќи што е до сега што беше? Тоа пробаѓа у вода, тоа не значи. Треба се да заборавиме. Ти го бараш стариот Lil Yachty? Не го барам, не го барам. Само ова ми е, знаеш како, до овде бев ова, ама ова ми е страната заради тоа MGK брат, исти кури ми е брат, почнал од хип-хоп да ми прави панк глупости, ме разбираш. Што можеби има позадина со тоа MGK некаква. Можеби. Како дете можеби слушал, бидејќи имал логика да слушал. И на пример ова ми е тотално аудер дека факт е дека како Lil Yachty не знае ниту инструмент да свири, ниту ништо. И онака вади некој гитар солоус на уште на интрото кој што ми спеснуваат. И не е дека е лошо, многу потсеќа, не е дека немам слушано таква музика. Ја одма поистоветувам, звучи многу на продукцијата на Кевин Паркер, на Тейм Импала, Торо и мој, кој што исто така е, можеби спаѓа во тие хип-хоп алтернативни води, но Торо и мој уште од самиот почеток прави таква музика и е дел од SMG колективот, кој што има исто таков бекграунд. Тука е Chance the Rapper, тука е Vic Mensa, тука е Торо и мој. Тука е тоа е Чикаго колектив кој што цело време прави чудна музика. Lil Yachty никад не правил чудна музика. Ова е првиот обид на Lil Yachty да прави музика и е добар обид, ама не е Lil Yachty. Со тоа имам проблем. Дека ова не е, не можеш ти да ми дојдеш да ми кажеш, ама Lil Yachty е добар артист само заради ова. Ова не е Lil Yachty. Како овде има 40 луѓе или 10 луѓе или 30 луѓе кои што се позади, кои што се водат, на кои што Lil Yachty ги користи. Ако беше бенд во кој што учествува Lil Yachty, ќе беше друго. Немаше да го зборам ова. Доволно ќе ми беше Lil Yachty and Friends да се викаш албумов. Да. Имам проблем што се вика Lil Yachty и што целото е кредитирано на него, а уствари продукцијскиот дел, кој што е водечкиот дел во албумов, не е на него. И ова мислам дека го спомна и Джеди во баш на Дискорд кога зборевме, дека ме нервира фактот дека тоа артисти, хип-хоп артисти мора да се искочат надвор од својот жанр за да бидат признаени како добри уметници. Дека ова до сега не чинеше, ама еве ви нешто што можеби во тој правец не е толку многу добро, ама дека е направено од рапер кој што никој не очекувал дека може да направи ваква ствар, е добро, ме разбираш? За него барот сега на пример со што треба да го поистоветуваме и да го рангираме? Со албуми кои што наликуваат на тоа, каде што има милион подобри изданија, и е пак лош албум во таа клапа. Предпоставам дека не е на тоа ниво, да. Или да го земеме во хип-хоп вакво дека е најразличното нешто што постои моментално. Така? Не. И штепа, го прави добар или лош албум сега? Тоа ми е, мене тоа ми е внатре дека као, окей, да, ако го гледаш од аспект на да, Lil Yachty е раперот кој што се префрлил сега да биде нешто од ова, каде што внел 30 луѓе у студио и продуцирале за него. Или ова е уште еден само албум од плејадата на вакви кои што ги има. Ги има многу високо рангирани и као овде се да Beach House и сите тие кои што прават таква музика, кои што виреат во тој нивен жанр, кој што е алтернативната музика. Тогаш ако гледаме и не е толку многу добар албум, дека е само референца на сите нив. Дека само ги референцира и ги обработува, ги реобработува. Тогаш не е добар албум. А е добар албум. Ама не би го слушал, дека е fucking Lil Yachty, брат. Имам милион други албуми кои што би ги слушал. Као Beach House извадија лани и као не ги би слушал. Слушал таква музика, да. ако би сакал да слушам таква музика, би пуштил нешто друго, така. А нема да идам кај Lil Yachty да го чујам тоа, ме разбираш? Се слагам за тоа. А Прити е добра песна, не е дека е лош албум, тоа е, ама имам лош сентименти као можеби ја нитпикам, али стварно имам проблем со тоа. Стварно имам проблем со тоа. Не е дека не му дозволувам на Yachty да си биде тоа што сака да биде, али не се чувствувам дека ова доаѓа од искрено место. Никад го немам почувствувано тоа од Yachty дека сака кон ова да иде, ме разбираш? Лил Вртот секад бил лут, ме разбираш? Ама не си ни го пратил, брат, реално Lil Yachty толку последниве. Ама е последниве ги си албуми. Па добро, ама пак
не сакам да кажам не дека си ти него пример него фан или нешто што па да му ги пратиш сите интервјуи или сите негови потези, сите негови соработки, но имал соработки со Дипло, се сеќавам и со можеби со други артисти кои што се појавувал и ги имал тој не осекам дека има таков музички момент, ама ги има тој момент на таков како отворена за различни ствари, за различни стилови, за различни се појавува на различни места во различни изданија. И од таму може и да го сфатам. Од каде доаѓа инспирацијата за овој албум и како стига ова да го прави, не знам. Не знам дали ги има некаде објаснато, можеби го има некаде кажано, ама сакал да го чујам ако има некаде стварно. Ама мене во старт не ме привлекува ни да го слушам, брат. Тоа е Не знам, брат. дека што како што кажа ти, ако ми се слуша таква музика, зашто он кај луѓето? Имам боле примери од тој тип. Значи неговиот албум е референци на сите тие кои што ја можам да ги слушам во било кој момент. Зашто да идам кај јахти? Тоа е само рапер што пробува да прави таква музика. Тоа е секако, не знам, Дрейк да почне опера да пее, Килин Билка ефтимо ќе ја слушам како има луѓе што го прават тоа for real, ме разбираш како. Тоа ми е единствениот сентимент. Можеби и не е дека не му го одзимам, не викам дека е лош албум, имаше моменти стварно што ми се свија, го преслушав 2 пати онака. Абе Топе Грицки види го си ужива. Грицки? Убаво ти е? Најубаво куќе. И на пример, конкретно еве вака ќе се сетам, знам дека имаше еден албум кој што вака беше озборуван исто, се викаше Teenage Emotions, кој што беше таков coming of age. Али брат, на албумот има Peekaboo од Осо Мигоси, брат, ме разбираш како ја знае. Онака мим песна беше, али има пик трап песна. И кај што збори за Да, се сеќавам на каверот, да, и овој албум имаше такви слични реакции. Да, и ама прейз од Pigeons and Planes фаци, брат. Да, ама ова е рап албум. Не е бич хаус албум, разбираш, како ова е сосема поинаку. Овде има се и свашта, брат, ги има YG Камаја, брат, како ти објаснам, брат. Па тука е песната со Дипло, да, ево. Да, тоа ти викам. Овде ги имаше тие моменти, али ова беше рап албум. На Let's Start Here нема рап елементи. Мене тоа ме нервира. Дека Awaken My Love, иако го спомнав, има рап елементи. И потекнува од музика која што ја има инфлуенсирано хип-хоп музиката early on. Фанк музиката, така. Али ова, сосема алтернатива, онака, left field, онака, од нигде никаде. Не е дека не можам да го прифатам, чуден ми е скокот на сето тоа. И заради тоа имам таков тейст. Не значи дека е лош албум, али онака тоа ме нервира, сакам да видам, кој што реков, сакам да видам градација, каде, како и како полека стигаш до таму, онака. Не е само да како бум-бум. Сигурен сум дека Дрейк може да внесе 30 луѓе у студио и да извади нешто што нема никој чуено до сега, ме разбираш. И да биде пак референцирано нешто што е толку, али не знам како можеби на пример луѓе вага се чувствували и за Jesus на пример кој искочил, дека и тоа беше ептено онака откажам, а пак тоа имаше па трап елементи у него. Тоа имаше трап продукција, имаше Bounty која што имаше Чифки в гостување, имаше многу други ствари. Да, исто Асасин од Џамејка и свето, ама имаше рап елементи. Ова нема рап елемент во него, ме разбираш, ко ова е онака толку многу страно на све што репрезентира Лил Јахти at this point. Ова е како нова точка. Поише ќе го разберав ако не се викаше, ако не беше под Лил Јахти името. Тоа сакам да кажам јас. Тоа беше мојата, кога раскажуваш ова, тоа беше мојот впечаток. Ми го под Алтер Его, ќе го сватам боле него ли ова. Да, немаше ништо од ова да кажам, туку ќе кажав дека е добар албум, ме разбираш, како тогаш веќе ми има поента. Дај ми ги сите други, дај ми ги тие гитаристите што го прават интрото да е тоа што е. Како што кажа ти, да не биде Лил Јахти. Тирај ми ги сите нив, да знам кои се и што се. Стај ми ги у бенд, направи некој колектив, што и да е. Дај ми ги тага поише ќе те сватам него ли се да биде стајано под истиот моникер што има One Night извадено онака и што беше хейтан за се што има извадено до сега. Држи вода муаветот, искрено. Држи вода муаветот бидејќи за нас не дека сме ние фанови на Лил Јахти, ама не сум фан на Лил Јахти, не припаѓа на некоја поднаводници наша сцена. Иако One Night 2014-2015 кога искочи буквално онака, ја и Гарески, шарауту Гарески, у Сојузот на архитектура, One Hour version си имаме слушано, дур правевме макети за архитектура. Али тоа беше друго време, тоа кога се појавува. Никад не сум бил фан на Лил Јахти, ме разбираш. И заради тоа ова толку ми е многу страно. Дека колку толку знам човеков од кај доаѓа и кога ги вадиш ти под истото име, кога вадиш вакво нешто, толку аудер онака. Сакам да знам од каде е се во ова, сакам да знам од каде е скокот, каде е таа градација кај што ти
од албумот од пред две години имаш стигнато овде. Тоа ми фали. За вкус не сигурен сум дека тие објективно ако гледаш настрана од сето тоа, ама ти не можеш да гледаш албум само вака, као не можеш да го гледаш само за мора да има позадина, мора да има контекст, мора да има сето тоа. Тоа доаѓа од некаде, инспирацијата од каде. Мене ми треба и тоа, не ми е доволно само музиката само по себе дали е добра или не. Брат, имаш сега го кажувам ми текна, он имаше еден ремикс на Tame Impala. Кога спомнува дека ти треба градација, имаш он ремикс Breathe Deeper 26 јули 2022, ремикс на песна од Tame Impala. Чисто само за инфо да знаеш. Добро. Ќе видам, ќе изгуглам, онака или изредит ќе пројдам, стварно ме интересира бидејќи пак ќе кажам, не е лош албум, али за клапата во кој што сега припаѓа е лош албум. Бидејќи има многу подобри примери од тоа. Добри, како мислиш дека тоа се одрази? Тие се албумите од кои што он влечел референции. Као Tame Impala, Торо и мои, Beach House исто така. Тие се албумите од кои што он влечел и тие се на пример многу поалтернативни, а тие изданија не ги ни толку знам. Тек лани кои се стейпл за таа сцена, брат. Да, и многу поише кои што не ги ни знам ја, ама муабетот ми е дека онака као ако влезам доволно таму, сигурен сум ќе сватам дека се ова е само негова реинтерпретација и земени референции од тоа. Тогаш у тој момент ја губам потреба да го слушам неговиот албум бидејќи он не ми дава ништо ново, ниту од текстуален аспект, ниту од ништо. И ништо никогаш не ни го давал реално. Да. А на пример овде баш можеше тоа да му биде шајнот, брат. Океј, нека е Lil Yachty, али као дај ми, ако веќе правиш нешто поразлично, дај ми да видам и контекст од тебе, бидејќи од секад си хейтан дека немаш никаков контент у твојата музика. Дај ми сега супстанца. Еве ти го моментот, најди каде можеш да ми ставиш ти мене супстанца у твоите песни. Макар и 4 бара или 8 бара. А голем дел од албумов е као инструментален, стварно е. Као и пеењето му е сведено поише на мелодија, онака кој што знае Young Так да го користи, онака ко мелодија, ко уште една текстура низ да се пролее низ песната. И тоа ми фали, тие елементи ми фали, рап елементот. Тоа ми фали од Yachty. Ако се викаше ако беше ставено под било кој друг алтер его Моникер, немаше да го кажам ништо од ова, немаше да кажам до сега. Али тоа ми фали рап елементот од Lil Yachty. Сакам да го видам Lil Yachty на албумов. Не го гледам Yachty. Го гледам Yachty ко артист, што сака да прави, не го гледам ко рапер на албумов. Бидејќи де факто и не е ни рап албум, али толку напуштање од све тоа што се застапувал до сега, за да извадиш вакво нешто, не ми е ни природно. Искрено. Не ми доаѓа од природно место. И со тоа имам проблем, а не со музиката која што ја прави. Као more power to him, онака. Нека експериментира уште толку, нека се врати и нека направи рап албум кој што ќе биде заснован на се во. Брат, нема ни да го слушаме ни тој албум сега. Знаеш како е као тоа сакам да ти кажам. Ја не барам ништо од него да е. Не, факт, али знаеш како нит го преслушав албумот, нит сакам нит ме интересира што е, бидејќи знам дека Lil Yachty нема што да понуди. Реално немал никога што да понуди. Сме добили од него неколку хитови кои станале вирални, кои сме ги имаме во Сарато и слично, ама као тоа е максимумот од Lil Yachty. Не знам зашто толку се крева хајп и зашто толку се пишува. Тоа ти викам, хајпот се крева дека не е рап албум, а е од рап артист. Ама впрочем, не е Lil Yachty албум, бидејќи други се дужни за тоа што го прави да не биде Lil Yachty албум, не самиот Lil Yachty. Да знам дека он ја свирил електричната гитара и дека он ја направил прогресијата, друго ќе е, ме разбираш, ама не е. А уствари тоа е водечкиот елемент. Тоа е сега јако кога да земам да ги фатам четворица најдобри гитаристи на цел свет, ја немам пипнато гитара и да извадам албум со некои страшни соло, онака како и да се вика Трајче Митев, онака и нешто, ме разбираш дека да има луди гитари, брат. Не. Сите ме знаат дека не свирам гитара, тоа е common sense. Тоа ми е, тој момент ме нервира, брат. Онака ќе се сетам еве на пример Andre 3000 на 16 на Rick Ross песната има едно многу лошо гитар соло. И кога тоа е буквално најлошото гитар соло што го имам чуено уживот, ама знаеш зашо е најлошо, пошто Andre 3000 го свири, брат. Не го свири професионален вакво. Туку Andre 3000 го свири кога тоа е негово. Толку можеш да добиеш од Andre 3000. Ти рапое има врс од 50 бара и после тоа удара аутро, брат, и го удара на електрична гитара, брат. Ама аутрото е толку лошо што е Andre 3000, не е од некој друг. Тоа ми е посватливо. Тоа е за респект. Тоа е за респект. Ова не ми е, ме разбираш.
тие се тие двете паралели кај што ги повлекувам. Тоа ми фали јахти на албумов, брат. Албумов е на јахти, ама ми фали јахти на албумов. Тоа само ќе кажам. И ете, ќе видам, можеби ќе стварно прити ми се свигаше онака. Ој, полека, извини. Грицки се стрепна ваljda виде некој инсектче нешто. Ама да, ми фали јахти. И ќе видиме. Ке стварно сакам нова музика. Сакам да чуем нешто ново добро. И кога ќе чуем нешто ново добро, морав да ова заборев. Единственото нешто што чув онака што ми сега влезе у ротација последнава недела е 60 Days, Larry June и Alchemist. Тоа е многу квалитетно и плюс е редок момент за да го видите Alchemist како рапува на бит. Има добра 16-ка, бидејќи Alchemist за многу луѓе што не знаат, има почнато прво ко рапер, уште во 96-та со Evidence, кој што е дел од Dilated Peoples. И со уште еден... Чекай, брат, Alchemist од West Coast или од East Coast? Од Калифорнија. Од Калифорнија. И он има почнато неговиот прв бенд, имаат подпишано, мислам дека и за MCA или нешто такво имаат дил, брат, рекорд лейбл дил имаат. Имаат албум извадено у 96-та. Они требало да бидат Kid on Rock, белата верзија, буквално онака така ги спремале, брат. Се викале The Hooligans. Ама The Hooligans од Who, као WHO, The Hooligans се викали, и биле они другар и сватил дека тоаш не му се свиѓа тоа, рапало све, го пробувале да го направат детска звезда уште на 13-14 години. И сватил дека продукцијски сега поише онака. И има интересна прича кај што го збори се до тоа. Ама многу ми е мило дека онака на стари години и има неколку моменти онака и со Prodigy и со Eminem, знам дека има рапувано неколку песни кои што гостува, вклучувајќи го и неговиот тој прв албум што е First Infantry, мислам дека се вика, и тоа е 2006-та. И ама ова е редок момент онака у праймот кога е сега продукциски, да го чуете како рапува, битот е негов, мислам продукцијата е негова, го има и вториот врс, многу добро звучи, добар и спот, добар вајб. Тоа е онака нешто што ми остана у ротација и ете, многу сакам да го видам уживо, брат. Многу сакам да го видам уживо и него и Larry June. Како изгледа настапот на Alchemist уживо? Не знам. Искрено, дали е DJ сет или е... Има и DJ сет, ама искаче и на сцена и рапува и ги знае и песните онака. Тоа поише, знаеш што е? DJ Khaled-ка. Тоа е поише онака. Ја би идел само за искуство, не би идел на Alchemist сет за да си пројдам убо, туку за искуство бидејќи и тоа треба некој интимно место, некој интимна... Ама најчесто ги прави така. Паметен е. Кај што има фан база, кај што ќе може да влезе длабоко у својата продукција. Да. Мислам дека и така намерно го прави. На неговите шоус нема поише од 300-400 луѓе, брат. Што е не ти требаат поише луѓе за Alchemist. Онака како, окей, легендарен продуцент си, али онака и најчесто и неговите шоус прво се онака ќе најде некој рекорд лейбл што е во градот или рекорд стор уствари. Ќе се договори со газата и ќе каже дали може да дојдат и доаѓаат луѓе. Он си носи секад со него ствари што му останале по студио што може да ги продава. Cash only, pop-up store прави и онака. Доаѓа, се упознаваш со него, meet and greet све има и вечер да пушта шоу. Ама знаеш како е поише онака колку искуство дека пушта ствари кои што ги има продуцирано буквално од 2000-те па натака. Како он има продуцирано и за Eminem ствари, има продуцирано за Mobb Deep, Prodigy му еден од најблиските луѓе кои што имаат и заеднички албум извадено. И мислам дека као човек кој што има многу стази и фрази низ животот, така да би сакал да го видам тоа за искуство на како го просведочам, бидејќи шо би правил, брат, кога гледам сега како пуштал на NPC песни, као ворете тоа ли? Подобро би било кога би имало некоја нарација и некоја водење низ песните што се случило, како се случило. И го прави тоа, заради тоа ти викам, тоа поише е кој искуство, кој шоу, него ли да е настап. А дали знаеш неговата прича како стига од West Coast на East Coast, бидејќи ја цело време го поистоветувам со Јорк и со East Coast артисти, брат. Неговото студио ден денес е во Лос Анџелес. Он се нема мрднато од Лос Анџелес. Ден денес таму живее, брат. Ама сите овие артисти кои ги набраа типа дури Eminem и Mobb Deep и немам појма, вајда. И кога спомнав преска реков Примо, реков Pit Rock дека ме потсеќа на тоа, ме потсеќа на Static Selecta, ме потсеќа на целој звук, не знам. Да. И не ми е јасно како. Мислам дека ова го спомнав, има едно видео од него од No Idea, мислам дека се вика. Се појавува едно време на Home, ќе го гледам. Треба да го гледаш. Многу е добро, ова го зборев и пред дали беше претходната сезона, дали беше почетокот на оваа, кога зборевме за Currency, ако не се лажам, таму има еден дел кој што збори за workflow-то на Currency, али збори и за многу неговите почетоци, како го тера
и дека е специфичен човек кој што има многу интересен бизнис модел на начинот на кој што работи. Како у смисла како оперира, дека он се понаша како артист, брат. Он нема продакшн кредит, туку има фичер на песна. Он е директен учесник на песна, без разлика дали битов е негов или не. Си многу голем дел од стварите ги вади низ неговото ALC Records, кој што е 100% негово, онака нема дил со никого. Голем дел од има интересен бизнес модел развиено, продава drum kits онака преку неговиот лейбл. Ептен е OG у играта кај што онака не му требаат бројки, му треба само core fan база за да се издржува многу подобро него ли било кој друг. И да, вреди ако го имаш ќе ти го пуштам, треба да се изгледа многу добро видео и таму има многу до тој канал е Gems, го има Action Bronson, го има Alchemist, има Kenny многу Beats. Kenny Beats го има таму. Ја раскажува неговата приказна за Discord, раскажува неговата приказна за има почетоците во EDM трапот. Како има многу. Садува да го прави Тоа е многу добро шоу и не знам дали продолжило уште, знам дека имаше втора сезона, не знам дали има трета, али ќе го линкнеме и тоа. Треба да се изгледат, мислам дека таму посебно за артисти, посебно за креативци, можете да најдете не конкретно, туку само да онака грайндот и хасалот да го сватите они што имаат правено и да најдете начин како да го примените тоа и кај вас, без разлика со што се занимавате или со онака day to day job со 9 to 5. Као мислам дека можеш да најдеш примени и да го аплицираш тоа во било кој дел од твојот живот. Стварно многу добро бидејќи прашањата, начинот на кој што се води целото интервју е феноменално. Као на поинаков начин него ли обично интервју само да те прашам што има, како има, све тоа. Ама и со таа намена се прави и самите артисти влагаат подлабоко своите приказни, бидејќи најверојатно тоа е поентата на самото интервју. Еден од гостините исто така знам дека е Стивен Виктор кој што е менаџер на Пушати и многу близок соработник со Фарел, бидејќи пред се бил другар на Фарел, па Фарел го има поврзано со Пуша, така и станува и на Клипс, па станува и на Пуша и он е човекот кој што го има натерано Пушати да ја стартне својата соло кариера, да се тргне од брат му и све тоа бидејќи брат му очигледно го и тука збори за сите тие моменти онака, така да има луѓе од најразлични делови од културата и многу убаво се збори. Многу. No Idea Generation мислам дека се вика целото тоа, ќе го линкнеме. Нова мислам дека е водителот кој што беше дел од Комплекс. Сега си има посебна своја ствар. Треба да се види тоа. Ама дефинитивно Alchemist мислам дека таму збори за тоа. Не ми е јасно како почнува се до тоа, вајда претпоставувам дека се врските преку Eminem, па тука е 50 па за да се спои со Mobb Deep, бидејќи едно време ја спомна пред Out of Control не е со Mobb Deep. Да. Вајда таму си има споено бидејќи Mobb Deep последниот албум, ако не се лажам, тој што им беше од 2000-ти, им беше изваден под G-Unit Records и мислам дека можеби и од таму се врските, ама знам дека буквално пред некој ден имаше постирано Alchemist, имаше постирано за као Rest in Peace Prodigy, Ептен другари блиски као Alchemist денес му се грижи за неговите деца и све тоа што им оставено Prodigy Ептен блиски, така да интересна прича е тоа како има стигнато до таму, бидејќи да, звукот кој што онака го поистоветуваме со Alchemist, секогаш именеме поише потсеќа на East Coast и на Нью Йорк, него ли на West Coast. Човеков е борнен бред и денес артисти доаѓаат кај него да снимаат у Лос Анџелес, као не мрднал на никаде на друго место. Тоа е неговото легендарно студио со зидот голем, кај што снима и кај што бордот му е напред. Тоа е у Лос Анџелес. Ке линкнеме и ќе дадеме шанса да видат и луѓето. Мислам дека направивме добра епизода, брат. Убаво време, направивме рекеп на викендот, направивме рекеп на Spicy 2000, зборевме уште за инспирацијата од 2000-тите. Зборевме за нешто што слушаме и што не слушаме, нешто толку многу ново и што нема добра нова музика, али спремаме некои интересни ствари за следниве вторници, следниве среди, следниве епизоди. Уште некоја така посветена на различни работи, различни теми и се надевам уште некој гостин за брзо, Апсолутно. Pandemonium радио шоу Full Steam Ahead секоја среда. Дечки, фала што не слушате и се гледаме следна недела. Поздрав. Чао.